лесно нека е. Чекам дали се гледам вака. Се гледам. Снимам. Немам појма каков е аголот и немам појма микрофонот како функционира, ама за се има прв пат во животот, како и за овој сетап, така има и за ноќен воз во кој што можеш да паркираш и мотор. Се движиме на кај Алпи и одиме со воз за да заштедиме 6-7 сати автопат, да не гинеме преку ноќе, преку ноќ со ноќна линија од Виена до негде во близина на Брегенц. Се качуваме на воз. Само не знам како треба да извазам се. Вајде некој треба да ми каже нешто. Аха, овде. Окей. Hello. So just watch your head because it's very low. Okay. And everything that's not fixed on Yeah. on the bike you have to Yes, I know. for you. Yeah. Yeah. That's good. Thank you. Is there any place exactly? Ah, there is a guy there. Okay. Yeah, yeah, yeah. Jetzt vorne, na. Na? Vorne bis geil. Was? Jetzt. Вака изгледа живот у воз, бе, не со чизми моторџиски да се шеташ како будала. Ево сме. Добро, купе. За спавање со пуњач. Ямаха, малце Ямаха. Не. Дај Дукати. Извинјавам, сам дека ова е CF мото. Кој е CF мото, ова Ямаха, бе? А, Ямаха? Ямаха е, посветла е за CF. Се враќаме назад за Фелдкирхен. Или Фелдкирх се викаше. Добро, не секој патување започнува како што сите планираат, но секој пат е добро да не планираш претерано многу, затоа што се што може да се случи. Ајде малце еден вовед да направиме, затоа што можеби неколку ќе му биде интересно. Има ноќни возови кои што од Виена или некои други европски дестинации одат до некои други европски дестинации кои што се релативно близко или далеко. И се супер затоа што во тие ноќни возови во дел од нив можеш да ставиш возило, дали е тоа автомобил или мотор, се едно. Нормално се доплаќа малце повеќе, можеш да си одбереш каков тип на кабина, односно купе сакаш, да делиш со некого, да бидеш сам, да имаш тоалет, да немаш, да имаш само кревет, да седиш и така натаму. И убавината е што всушност се патува ноќе, можеш да се одспиеш и заштедуваш доста сати на автопат, затоа што инаку во спротивно ќе треба да дремеш на автопат. Ние извозевме, односно се возевме цела ноќ, спиевме цела ноќ во не баш претерано многу добро во воз до Фелдкирх од Виена. Тоа ќе му дојде некаде многу близко до граница со Лихтенштајн, односно Швајцарија. Стигнавме таму за да сватиме дека на едниот од моторите му го нема куферот кој што му беше закачен како тейлбек. Го нема затоа што беше додаден до згора со страпови закачен и затоа што неколку пати се расправавме со редарите таму дали може да биде цврсто така закачен или не. Се објаснувавме дека може, не убедуваа дека не може и на крајот се говоривме дека може. И кога дојдовме во Фелдкирх, свативме дека некој во некоја фаза го извадил тој тенкбек и не можевме да го лоцираме. Го баравме во Фелдкирх
не успеавме да го најдеме. Возот продолжува за Брегенц, моравме да отидеме до Брегенц, сега излегуваме од Брегенц патем, за да го побараме куферот, за да од кога стигнавме во Брегенц ни кажат, не, извинете, куферот е оставен во Фелдкирх. Во меѓувреме, како што може да видите, вејето почна да се разведрува, не брзавме никаде, затоа што знаевме дека ќе биде врнежливо денеска. И рековме, ајде да видиме дали ќе се расчисти, кога, каде, како ќе се расчисти, па ќе правиме план за возење, низ Алпи нормално, тоа е планот, таму одиме, таму возиме. Конечно почна да се расчистува времето и се враќаме ние назад за Фелдкирх да го земеме куферот, затоа што меѓу другото таму имаме и втор пар, односно вториот совозач, односно возач со мене има опрема за дожд. Сега делевме една по пола и дел наврна Младен, дел наврнав јас, ама се на се не се жалиме, не сме мокри сега. Изгледавме трки мотори во Луис, пиевме кафе и сега сме на пат назад да го земеме куферот. Се надеваме дека времето ќе не послужи до крајот на денот и ќе можеме да се упатиме некаде низ планините. До следно видување. Поздрав! Многу убаво вака ќе почне да се отвара денот, тапа е што мораш да бидеш на автопат, ама не е ова долг рок за долго време. Ама нешто се отвара пред нас. Ќе му треба уште малку време, секако. Изгледа примамливо. Ајде, ќе му даеме време. Пладне е. Ако имаме среќа, ќе се отвори повеќе и ќе може да се пуштиме нагоре по планињето. Што би рекла Норали, Welcome to Switzerland! Изгледа сме во Лихтенштајн сега. Не знам како се брои, што се брои Лихтенштајн, ама еве, ќе го броиме и него. Лихтенштајн. Океј. Why not? Ние се движиме на кај Давос. Без автопат. Не сакаме автопат. С краја да е. Поминавме денеска 40 на километри на автопат и тоа е многу повеќе од колку што планирав. Така да, само право мајстре.
Значи, стигнавме до Давос. Не беше времето кој знае колку добро, ама уживанција невидена. Сме на 7G Summit. Моментално ќе се расправаме со оние швајцарциве. Ќе видиме што ќе извлечеме нешто полезно за нашата прекрасна држава. Така е. се бореш на всичко. Знаеш колко жабици ке направим на мраза? От тук ќе му ги правим.
Много е добро, е. А? Много е добро. Dobro.
Ден 2, малене. Ден 2. Да. Се надоваме на пубаво време малку денес. Се Чекам. наоѓаме во непосредна близина на Стелвио, но денеска нема Стелвио да го возиме, затоа што очекуваме гужва И лошо време. и лошо време. И ќе го оставиме за утре, кога прогнозите велат дека ќе биде идеално времето. Ќе видиме. Со Како нач. се вика Гардена? Гардија? Как сега ќе пасав сега ќе го возиме? Сега идеме Галвија пас. Еве го Галвија. почнува овде одма. Одма 500 метра почнува. И трга нагоре. Но се спуштаме према, ќе решиме да видиме какво ќе биде време, дали ќе идеме на Гардазе или да се пуштиме на кај Тренто и тој дел да го фатиме, оние пасови што е, нели, Стелвио пас е познат. Има уште еден Тонале. Тонал. Да. Тонале пас е исто тој Иначе се правец. раководиме по италијанските модели на коли и на мотори. Да. Ги возиме сите познати италијански модели на Тачно, коли и мотори. тачно, да, тачно. Така да- Ветува дено, се оправи малце, почекавме не толку вчера за да се отвори. Ама Сега за никош сега не се знаеше отвори, ама планина. На планина е. Да.
тонале. Добро, наполнивме гориво и сега гледаме убаво време, ама и многу убава гужва. Окей, Пасо Тонале, here we come. Ајде видиме што ќе понуди овој пас. Иначе е многу се близко до Гавија, еден до друг. Малта не споени. Имавме доста среќа овде што не чекавме толку многу, пошто е долг овој дел што е затворен. Океј, тоа значи дека ќе имаме предност малце пред колите. Ние со моторите. Ајде да видиме. Да, иначе мајсторе, Мартини Рейсинг, свашта имаат коли овде. Преубаво. Дукати Heaven, Мултистрада Heaven. Апсолутно. Сите Дукати Мултистрада и сите Дукати мотори кога умираат доаѓаат на Алпите во Италија. Тука си ми е спокојството. Спокојот, вечниот мир. За жива среќа не умираат толку често сега. Подобри се. Не знам кај да гледам, дали во природата или во коливе што се разминуваме, затоа што која од која се коливе што ги разминуваме. Океј, ова не беше претерано многу долго, иако премногу Пасо дел Тонале, веројатно се на највисоката точка во моментот. Овде кај се позира. Не преверувам дека ние ќе застануваме овде. Океј. Идеме даје? Застануваме, сепак. Пасо дел Тонале, океј. Очекував малце повеќе од ова тонале, ама не е шо лошо. Кратко. Скидањето на Мадона ди Кампиљо. Би требало да е тоа. Сега ќе... Да, Мадона ди Кампиљо е пред нас лево долу. Ова горе се скитерените на прекрасните Доломити. Денеска бомбона, да не го урочам. Савајлец имаше малце дожд, почекавме, иако 10:30 беше сосема доволно рано, за да се излезе и да се фати денот. Ќе заобиколиме ние Мадона од околу, само да не го промашам патот. Тука идам овде. Така. Ќе влеземе во тунелче и нема да видиме ништо. Стално се случува околу населените места, обиколница низ планина, влегуваш во тунел и тоа е тоа. Толку од Мадона де Кампиљо. Одиме понатаму.
возиме низ Лагот и Гарда, односно горното градче, како и да се викаше, са не ми текнува на езерото Гарда, бараме продавница да земеме нешто за бекап за вечера, ако случајно не најдеме ништо за јадење таму каде што одиме на смештај. Во смештај тоа е у планина, малце понастрана од езерото. Денот полека, но сигурно доаѓа при крај. Сам 4 сати, имаше саат и пол возење, испланирано до смештајот, кој што се го букиравме сега. И после тоа заслужен одмор. Чекай да видиме сега каде овде Младен планира да најде продавница. Густо. Ке возиме покрај езеро, од тунел немаме излезено. Тунел, малце да го видиш езерото, тунел, па малце да го видиш езерото. Нема баш возење покрај езеро. Има дзиркање покрај езеро. Значи вака последниве 20 минути одиме на сместување кој што е на 2 минути од тука, возиме на 20 на минути по ваков пат со многу мотори што е опасно кога се разминуваат, ама е преубаво. Напорно за возење малку, као за последен дел од денот, ама одлично. Еве горе е негде тука. Не можеме да идеме со мотор? Па не знам. Не знам. Не можеме. Да не заглавиме. Таму изгледа.